Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден за мојот гостин Иван Величковски, председател на Нова Република. Добар ден, благодарам за поканата. Благодарам што сте тука. Одиме веднаш со 5 министри кои се во Вашингтон, во Соединетите Американски држави, склучуваат договори. Меѓу договорите е и за истражување на критични минерали во Македонија. Се работи за антимон, за кој се информира. 5 милионски договор, таа финансиска поддршка од инвестиција од фирма Pella Global Limited, австралијанец со македонско потекло Ник Јовановски. Фирмата има цел наоѓање на злато, сребро, антимон во Македонија, но Призма неодамна објави дека МПЦ формирала заедничка фирма со истата оваа фирма Pella Global Limited за производство на електрична енергија од обновливи извори. Влогот на МПЦ, Призма вели, е 20%, на австралиската компанија 80%, и сега проблемот е што МПЦ не плаќа даноци во Македонија, а формира фирми со странски партнери блиски до власта. Ништо ново или ништо неочекувано. Но да тргнеме во, како и секогаш вашите прашања се повеќе слојни, па да ги разграничиме двата слоја. Добро. Првиот е дека сите овие тектонски пореметувања кои се случуваат во меѓународните односи се резултат на новите економски реалности и економската реалност всушност во 21 век. Тоа значи дека во прашање не само економијата, туку реиндустриализацијата, која што за нас конкретно како држава е особено битна. И што воопшто не постои конечно. Па за жал во овие 30 години успеавме да се деиндустриализираме и да влеземе во зависност од ефтини кинески производи кои што се државно субвенционирани. Што не внесува во една постојана перпетуална кружна зависност, за да се одржи некаков стандард, се пристапува кон набавка на таквите кинески производи, кои ги плаќаме со странска валута, конвертибилна валута, што не ја создаваме, не ја заработуваме. И затоа во тој добро, земаме кредити конечно. На крај излегува дека ги субвенционираме и инвестициите кои што се доаѓаат овде со кредити кои што ги земаме од земјите кои што потоа ги субвенционираме нивните фирми. Тој круг мора да престане, но во исто време да кажам дека Северна Македонија ќе биде дел од тој нов пристап на реиндустриализација, можем да кажем слободно, на колективниот запад. И заради тоа мораме да бидеме подготвени да се вршат и истражување, да се врши и експлоатација, која мора да биде согласно стандарди, согласно еколошки стандарди и норми, и која што на тој начин ќе овозможи и профит за операторите кои што ќе ги истражуваат, а потоа и користат ресурсите за приватни фирми, но и државата да профитира. Но секако и граѓаните да бидат сигурни дека експлоатацијата нема да биде на штета на нивното здравје и животната средина. Сега ако одиме во вториот дел, вториот слој, слободно можеме да очекуваме дека меѓу она што е првично заклучено или желба на владата и она шема која што се прави со фирми кои што се регистрирани во претходниот период, особено во период во очекување на парламентарните избори 2024, и она што ќе биде крајно решение нема да зависи од волјата и од намерата на ова политичко раководство на ВМРО ДПМН, инаку тоа се нормално шеми кои што постојат и постоеле и претходно. Впрочем, таквите шеми се видливи кај нас од приватизацијата, на начинот на кој што се спроведи и ефектите кои што ги даде. Затоа да разграничиме потребното експлоатација, истражување, експлоатација, која што на крајот на криштата е од профит и на буџетот на Северна Македонија и на граѓаните, е едно. А запирање на сите форми на вон пазарно договарање или поточно кажано злоупотреба на буџетот, тоа ќе следува во следниот период и забележувате, затоа можеби и нема голема фама и нема голема екзалтација во раководството на ВМРО ДПМН околу сето ова. Се обидува да се представи еден процес кој што би требало да изгледа дека овозможува нови инвестиции и развој, но всушност она што е би рекол трагично во експлоатацијата на владата на стратешкиот диалог со САД, за да се замени всушност европската интеграција на Северна Македонија, и тука е целта да се префрли темата. Темата воопшто не е на маса. Тоа е моето прашање, зошто Бугарија
спорот со Бугарија, проблемот кој е настанат со протоколот, со францускиот предлог, воопшто не се става на маса, еве со стратешките партнери, Соединетите Американски држави. Конечно, оваа влада велеше дека ќе побараат помош, некакво олеснување, било каков вид, конечно, да се помогне за да започне тој процес. Повторно одите со повеќе слои на прашање и ви благодарам за тоа. Ќе потсетам дека конкретно минатата година Нова Република укажа дека во решавањето на она што ние го нарекуваме спор со Бугарија, всушност ние имаме спор со самите себе и со Брисел, во решавањето на тоа прашање Соединетите Американски држави ќе останат и доследни пријатели на Северна Македонија, но исто така и доследни партнери и пријатели на Бугарија. И сега да објаснам зошто. И тогаш укажавме и сега ќе повторам. Бугарија, Романија, Молдавија се на првата линија практично одбранбена на источното крило на НАТО. Ако ние мислиме дека треба нашите партнери, а при тоа напоменувам, наши сојузници и партнери се и Албанија, и Грција, и Бугарија, и продолжуваме нагоре кон Романија и сите земји членки на НАТО сојузот. Да. Ако ние мислиме дека можеме да го подриваме сојузништвото во НАТО алијансата со спорови за кои што всушност имаме решение преку преговарачката рамка, тогаш ќе добиеме ваков студен одговор од Соединетите Американски држави. Односно одговорот воопшто нема ни прашање за да се добие одговор. Молкот е одговор. И тоа владата секако дека не сака да го признае, министерот за надворешни работи затоа ќе зборува во воопштени форми за тоа како разговарал со заменик државниот секретар Ландау, но нема да може да натаму да каже ништо повеќе. Сега ќе ве потсетам и на уште една екзалтација на министерот за транспорт Николовски при посетата на мислам дека беше годишна конференција на ММФ или не ме фаќате за збор, кога каже ова ние сега ќе го насочиме нашето внимание кон други центри и ова е прва средба на која што не се разговарало за европските интеграции. Прво на таков тоа е лошата вест. Тој мисли дека е добра. Но повторно ќе кажам, молкот на кој што наидуваме е одговор и упатство. Да не пренесуваме спорови онаму каде што не постојат и да не создаваме спорови каде што не постојат, бидејќи ајде да се потсетиме сега на самиот, ние го нарекуваме француски предлог или тоа е општо наречен европски компромис. Ширум Европа тој европски компромис е утврден во преговарачката рамка. Тој беше со едно големо внимание и со едно голем ангажман на Француската република во текот на нивното претседателство со Европската унија. Направени се практично сите чекори кои што ни беа потребни нам. Особено, значи ние сме сега во една парадоксална состојба, кога не сакаме да спроведеме преземена обврска за уставни амандмани, кои јасно го разграничуваат македонскиот и бугарскиот народ, што ние го имаме барано нормално. И сега одеднаш нашата влада тоа не сака да го спроведе и не сака да ги предложи уставните амандмани, кои што се обврска. Во исто време, опозицијата парламентарна оди на истиот принцип. Сега, како беше, ќе пишуваме писма до Брисел, луѓе нема потреба од писма. Нашата работа и Венко Филипче пишува писма дека сме изолирани. Значи во Брисел тоа не го знае. Не, нашата изолација како држава е очигледна заради тоа што сите сме свесни дека освен посетите кај Орбан и тук таму како беше дока и Милановиќ и со Милотовиќ, толку е. И на сите нив очигледно се пренесуваат пораки. Но пораките, речеме еве конкретно за Милановиќ. Милановиќ како беше потврди дека има живот и надвор од Европската унија. Но како председател на земја членка на Европската унија, но го ужива тој живот во ЕУ. Не кажа дека тоа би го направил за собствената нација и за собствениот народ. Затоа сите пораки ни се упатени. Некои пораки се даваат со кажување, некои со молчење. Вториот дел исто како што и делото се прави со сторување или со несторување или непружање помош кога треба. Во тој контекст, што велите на тоа дека Мицковски премиерот говори за децении и децении поминати, дека е на тоа подготвен, но нема да се отстапи ниту милиметар, се додека сега на маса се нови барања, правата на македонците во Бугарија не бидат остварени? Повторно, значи,
комплименти за повеќе слојноста, да тргнеме од последниот највидливиот слој. Она што не сакав да го кажам во едно гостување тука во ова студио, затоа што не сакам да давам идеи надвор од тука. Што е лошо? Треба да давате идеи. Јас можам да давам идеи за она што може да биде искористено од тука, а не нешто што може да биде искористено на негативен начин контра нас, но доколку ние го тоа го самите го злоупотребуваме. Мислам дека ќе влеземе во ситуација кога ќе биде прашан министерот дали го следи сопствениот устав и правата, обврските и должностите за воздржување, за коментирање на состојби во соседни земји согласно уставот. Не сакам да одам во тој правец, бидејќи тогаш ќе биде многу понепријатно и ќе се соочиме со други проблеми. Но додиме вака. Пораката која што вчера ја упати еден, мислам дека е бугарски европратеник, е многу децидна и за жал многу прецизна. Доколку се обидеме да ја изместиме преговарачката рамка, всушност ние на Бугарија и тргаме обврска да не вложи вето, да не стави вето на нашето продолжување на преговорите. Ако сме дојдени во ситуација да добиваме такви директни пораки, покажува дека всушност целата Европска унија повеќе се грижи за нацијата на Северна Македонија и за македонскиот народ, одошто владата на Северна Македонија. Тоа е едниот дел. Во вториот дел да пристапиме вака. Дали ние имаме можност да ги поднесеме уставните амандмани вон желбата на владата, како граѓани и како и оние што велат дека се опозицијски партии во собранието. Да тргнеме од опозицијските партии во собранието. Ако се опозицијски, немаат обврска кон Мицкоски, не планираат да имаат обврска со Мицкоски, не планираат да соработуваат во негова влада, може да ги поднесат. СДСМ има 15 на пратеници. Нека подпишат 15 пратеници. Да ги видам пратениците од ДУИ дека нема да подпишат. Да ги видам потоа пратениците од, како се вика, од Влен дека нема да подпишат. Па на крај додеме и на знаме на Левица. Еве гледам Левица сега ќе го спори изборот на првиот регулатор во Европската енергетска заедница. Значи не имаат ни тие проблем со европската интеграција, што и да зборуваат. И па ако е тоа така, ајде да го направиме притисокот. Ако не, Нова Република размислува да го покрене уставниот механизам, доколку нормално парламентарната опозиција има обврски кон Мицкоски. Мицкоски во еден момент кога изјави додека сум јас премиер, постави временска отсечка. И тој се стави во рамка меѓу периодот пред да стане и кога е. Но таа обврска за ВМРО ДПМН не постои од моментот кога не е. Натаму ВМРО ДПМН, забележите го молкот на нивните пратеници. Ќе стават се, дали биле на вечера со Мицкоски, дали биле на ручек со Мицкоски, гледам сега организира, како беа таму, великденски вечери со јавни пари. Во ред. Но зошто тие пратеници молчат за други прашања? Затоа што многу добро се сеќаваат на малтешко отварање што му беше дадено на Груевски. Како можност? ВМРО ДПМН можеше да продолжи да остане на власт, но не и Груевски премиер. Мицкоски наближува кон таква позиција, тој тоа добро го знае и обидот да го субституира диалогот со Брисел и авансирањето во преговорите со стратешки диалог со Соединетите Американски држави и со Велика Британија, сите го проценуваат како ефтин маневар, но секако тоа е додека пратениците не одлучат да го направат своето, Мицкоски ќе може да игра уште малку, верувам до крајот на викендов. Изборите во Унгарија потоа ќе кажат кој ќе биде следниот правец. Верувате ли дека заради тоа што тоа сојузништво се чини дека е најсилно на премиерот Мицковски, верувате ли дека Орбан ќе падне? Не знам. Јас можам да кажам дека посакувам. Но за тоа одлучуваат унгарците. Велите дека тоа е најсилно сојузништво. Јас повеќе мислам дека тоа е единствено расположливо. Но помош немаме од друга страна од Орбан. Повеќе е македонско сојузништво отколку обратно. Не, оската која функционира Будимпешта, странично Бања Лука, Белград и Скопје. Но во евроинтеграциите не гледаме никаква помош. Не, ама видете сега, ајде да бидеме до крај да ги соопштиме, да ги кажеме работите кои што ни се предочи, а не ги признаваме. Па таа преговарачка рамка кога се утврдуваше во Брисел е гласана и од Будимпешта и од Орбан. И затоа се ова е обид за губење време,
затоа што едноставно доколку се започнат преговорите, првото поглавје владење на правото испливува на површина и сето она што значи понатаму декомпонирање на како беше на дефиниција на системот на 10 фамилии. Повторно да ве вратам на тоа француско влијание во решавањето на проблемите. Првото е, ако не се лажам, уште при тргањето на прашањето за решавање на спорот со Грција, кога покрај Велика Британија, како членка на Советот за безбедност, и Франција прифаќа и ги сели преговорите со Грција во Обединетите нации. Втората интервенција се две изјави, ќе ги поделам, едната во 2019 на тимонија за 10 тогашниот француски амбасадор, тогашниот француски амбасадор, кој дефинираше дека земјата е практично во заложништво на 10 семејства. Денеска, пред 2 недели, францускиот амбасадор Риголе подсети дека со донесувањето на уставните амандмани преговорите продолжуваат. И практично даде гаранцијата дека тоа е тоа, не гаранција, туку едноставно го каже она што сите го знаеме. Сега затоа можеме да очекуваме дека овој процес ќе продолжи, а единствениот притисок кој го чувствува тој процес е Мицковски, неговата обврска кон тие 10 семејства, сакате кон нивните наследници, сакате кон некоја олигархија која што овдека впрочем прво ја деиндустриализираше преку приватизацијата и земјата и на крај сега се сочува дека тоа веќе не може. И владе во сенка се уште. Впрочем, веќе за таа олигархија говориме. Не е веќе сенка, сега е веќе очигледно. А кога рефлекторите се насочени кон нив, запира работата. Долго време мафта Бугарија со 220.000 пасоши, значи на македонски граѓани со бугарски пасоши. Тоа може да се искомплицира и ВМРО ДПМН долго говори за тоа, конечно и Божиновска, министерката за енергетика Сања Божиновска има таков бугарски пасош. Не знам, го праша адвокатот што и како е, нели тогаш тој беше став дека ќе мора да го праша адвокатот. Да, но се испостави потоа призна дека има и чешки, и чешки и бугарски. И околу тие 220.000 пасоши дека може подоцна практично да го испроблематизираат целиот политички процес во Македонија. Ајде да одиме со ред. Да имаат барања и многу нови барања како бугарски граѓани во Македонија. Ајде да одиме со ред. Празнењето на Балканот, физичкото празнење, беше во еден период на еден голем економски подем во Европската унија, особено на германската економија. Особено во време на Меркел. Да. Забележете сега, кога ја споменавте Меркел, ајде за да ги забележиме Орбан, Вучич, Груевски тогаш, сега Мицковски како негов наследник. А кој ги произведе нив? Натаму, ајде да видиме како Северна Македонија добиваше блискоисточни карактеристики со сплет на продолжувањето на таа југосоветска олигархија, злоупотребата на владењето на правото и продолжувањето на една комунистичка православно-исламска коалиција. Продолжувањето на југословенскиот модел на функционирање практично придонесе да ние дојдеме во ситуација во која Северна Македонија наместо да биде дел од пристапот, евроатланскиот пристап кон источниот Медитеран, тргна во правец да станува дел од источниот Медитеран, односно Блискиот исток. Како е можно сите тие блискоисточни карактеристики овде да се развиваат за време на доминацијата на штифтунзите и фондациите? Тоа значи дека ние не сме биле отпорни кон обидот Северна Македонија да биде оставена практично надвор од интегративниот процес, помогнато со собствените домашните националните власти. И денеска, нашата задача е да бидеме дел од источно-медитеранскиот пристап, кој ќе ве подсетам е дефиниран со заедничка одлука на демократите и републиканците токму по иницијатива на денешниот државен секретар Рубио, тој во минатите конгресни мандати. И ние одеднаш сега го запираме евроинтегративниот процес, владата го запира, и со тоа се обидува да го наруши присуството и улогата на Северна Македонија како дел од јужното крило на НАТО и логистика на источното крило на НАТО, и всушност
ја бута Северна Македонија во Блискиот исток. Тоа е огромна, погрешна политика. За жал, следењето на тој Меркелов пристап ги дава тие негативни резултати. Тоа ја отвори вратата за кинеското влијание, кое својата централна точка ја најде во Будимпешта и се обидува нормално да продре, да излезе на Медитеранот. Тука се сите оние проекти за брзи возови, не знам какви железници, вардарски долини и така натаму, кои што очигледно немаат суштина и немаат одржливост и треба да ја донесат Северна Македонија во кинеска и руска зависност. Забележете, тоа е двоец. Руското влијание културолошко, религијско, попреку панславизам, комунизам, интернационализам, но во суштина руски експанзионизам и тој во сплет со кинеската економска, обидот за кинеска економска доминација, всушност сакаше да го стави овој регион во зависност. Повторно ќе кажем, ние сме логистика на источното крило и дел од источно-медитеранскиот пристап на Европа и на НАТО. Не дозволуваме да некој не внесе во Блискиот исток. Мислам дека за денеска овие прашања доволно ги обсервираме. Да. Благодарам што бевте гостени. Ви благодарам на поканата. Благодарам што не гледавте, пријатно.